Многу за поканата. Навистина уживам во целиот настан, многу убава организација и почестена што сум дел од тоа. Во однос на темата жените во политиката, јас не знам дали сум така класичен пример на жена политичар, бидејќи не сум. Не се занимавам професионално со политика, меѓутоа Аристотел рекол дека секој од нас е homo politicus, тоа значи дека е човек кој што директно придонесува во политичките работи кои што се одвиваат во една држава, па затоа во тој контекст мислам дека сум повикана да зборувам на овој настан. Мојата тема е да зборувам за жените во политиката, во битка со шовинизмот и конформизмот. Најпрвин да појаснам дека тука во овој однос, под шовинизам се смета и така наречено, екстремно толкување на некои патриотистички, националистички побуди, но исто така и на екстремно толкување на одредени улоги, како што е маж, жена и така натаму, и вообичаено се мисли на борбата на жените против така наречениот машки шовинизам, кој што е многу присутен во сите општества, а и тука кај нас. Вака, како само да видам како ова... Че ми кажете? Да. Добро. Ќе започнам со еден цитат од Маргарет Течер, која рекла дека во политиката постои едно правило. Ако сакаш нешто да постигнеш, да направиш, тогаш тоа дај му на жена да го направи. Ако сакаш нешто само да кажеш убаво, тогаш тоа дај му го на маж. Сега зависи од тоа што сака одредена власт да направи, меѓутоа според тоа ги дели улогите на тоа што и кој како ќе направи. За да продолжам понатаму, да. Се размислува за тоа зошто токму така рекла Маргарет Тачер и во социјалните мрежи најдов една многу интересна вест во која се кажува дека жената која е актерка и која ја игра улогата на Wonder Woman, која е многу хит филм сега, за време на последните снимања од филмот била 5 месеци бремена. И многу ме интригираше коментарот што беше даден при таа вест и кој што вика дека па тоа е, бидејќи жените суперхерои можат всушност да направат се што мажите суперхерои можат и при тоа да направат уште една личност, еден човек. И, отплика тоа може би се однесува на тоа за жени политичарки и за жени вообичаено активистки, бидејќи едноставно знаат да бидат многу упорни и знаат да не се откажуваат од целата таа работа додека истата не биде завршена. А темата за тоа зошто има само еден суперхерој жена, што е Wonder Woman, а за суперхерој мажи, што се Бетмен, Супермен и сите тие други, тоа е нешто друго, може би некоја друга можност ќе разговараме за да не должам многу сега. Што се однесува до суперхероите, ние си имаме своји суперхеројки и тоа се нашите специјални јавни обвинителки, кои што донесува нешто ново во нашето правосудство и кажаа дека работите барем во однос на правото можат да бидат многу поинакви. Кога се зборува за жените во политиката, вообичаено се зборува за квоти. И така, земите се разликуваат во однос на тоа колку жените се представени во нивната власт. Било да е тоа законодавна власт, извршна власт и така натаму. Во Република Македонија постојат квоти за застапување на жените и тоа е, за сега 30% од застапените жени во законодавната власт. Меѓутоа, како што знаеме, нема една таква квота кога се однесува и на извршната власт. И затоа, наместо да имаме ситуација за која што зборува Трудо, кој што прашан зошто неговиот кабинет е, во неговиот кабинет 50% од министрите се жени, тој едноставно кажа дека тоа е бидејќи е годината 2015. Во 2017 година не може да се каже дека ние имаме баш некоја таква реалност, бидејќи од 20 на министерства само 3 министерки жени имаме и една министерка без ресор. Меѓутоа, ако се вратиме на тоа што Маргарет Тачер кажала, јас мислам дека фактот што токму тие ресори им се дадени токму на жени да ги водат, може би кажува нешто за тоа колку е одлучна новата власт да направи нешто на вистина во тие ресори.
Борбата на жените против шовинизмот е вечна. Значи, жената секогаш се борела за повеќе права, секогаш се борела за својот статус во општеството, кој што за разлика од мажите со голема борба успеала да го унапредува. Меѓутоа, секогаш постојат во политиката и во секоја држава некои мажи кои што знаат што е подобро за жената, знаат кои политики се подобри за нејзе и едноставно носат одлуки во нејзино име, а кои што значат многу за нејзините права. Кога жените се спротивставуваат на тоа, власта може да ги нарекува со различни имиња, како што беше познатото име Nasty Woman во САД, кој што го употребуваше Трамп против Хилари Клинтон. Меѓутоа и кај нас имаме такви имиња, например, беа наречени луѓето кои што протестираа хулигани или хулиганки. Значи нешто слично во секое општество. Едно од правата за кои што повеќето пати им се ограничува на жените, понекогаш од политики кои што се водат од мажи, меѓутоа не секогаш така, бидејќи понекогаш има и жени кои што се во политиката, меѓутоа не работат вистински за правата на жените, туку за правата на партијата која што ги носи на власт, зашто ќе имам еден друг цитат кој што ќе го спомнам покасно. Меѓутоа во однос на правото на абортус, значи има тоа е вечно, како да кажам, пак право кое што се не само што се ограничува, туку му се оспорува на жената повеќе пати, па дури во земји кои што ги знаеме како многу напредни и демократски. И затоа имаме, значи, вакви случаи на протести каде што повозрасни жени протестираат со вакви пароли. Значи, не ми се верува дека се уште треба да протестирам за оваа работа, бидејќи, како што рековме, 21 век и на некои веќе им се, значи некои се веќе уморни од држање на истиот знак десетина години поред. Во однос на правото на абортус, сакав да спомнам само уште нешто, бидејќи не секогаш, значи промените за жените не доаѓаат секогаш од жени политичарки, туку најмногу доаѓаат од жени активисти, кои што можат да одредат одредени политики во својата држава. И така, значи класичен пример на тоа што беше спомнат претходно значи денеска, беше случајот со Полска, каде што масовните протести кои што беа организирани од страна жени, меѓутоа беа исто така поддржани и од целото општество, тоа направија, значи тој закон да не биде донесен, бидејќи едноставно беше многу ограничувачки во однос на ова право. Затоа, во однос на тоа колку шовинистички може сето тоа да звучи и како отприлика би изгледала една класична политика водена исклучиво од мажи, сакав да направам една ваква споредба на ова што исто така го најдов на интернет, а тоа е, значи, дента кога Трамп го потпиша тој чуен закон со кој што се ограничуваат репродуктивните права на жените и беше обкружен, значи, со од повеќе мажи, од 7 мажи, и имаше еден многу убав твит, исто така, значи, направен напишан од маж, всушност, што е многу добро. И, значи, каде што се вика, додека сте живи, никогаш нема да видите 7 жени како потпишуваат законодавство што ќе им каже на мажите што да направат со нивните тела. И затоа, значи, како параван на тоа, жените во Шведска, начело со нивната премиерка, потпишаа закон, значи, закон кој што се однесува на климатските промени, на кои што, впрочем, Трамп знаеме дека не верува. И тоа многу ми е интересен примерот, бидејќи тие не се спротивставуваа со нешто што се однесува на животот на мажите, на нивните тела, туку на нешто што се однесува на сите. А освен тоа, не се однесуваше ни на работата на абортус и на такви права, бидејќи тоа во Скандинавија, значи во земји каде што се водат прилично од жени, каде што жените се застапени, веќе не е тема и веќе навистина може да се каже дека живеат во некој 21 век. Жените повеќе пати протестираат за многу работи, не само за тие права кои што се нарекуваат женски права, туку и за фундаментални права кои што се важни за сите. Така, тука гледаме протести на жените кои што знаат многу често да бидат дискриминирани во однос на правото на правото на образование, правото на работа, каде што жените, светска статистика е дека жените се платени помалку во нивната работа, дискриминирани се
се во однос на кои позиции може да ги добијат и колку се застапени во високите позиции во одредени компании и исто така има големи протести во однос на насилството спрема жената, што исто така е голем проблем во денешнината. А понатаму би сакала да зборувам, да ви покажам само некои слики каде што се гледа упорноста на женската борба против национал-шовинизмот, против неонацизмот и против некои појави кои што се поврзуваат или се опишуваат како недемократски, како да кажам, поврзани со некои нацистички или екстремно десничарски политики. Многу ми е убава оваа слика, бидејќи представува една жена која што во 1985 година, нападнала со својата ташна протест, некој кој што учествувал во една парада на неонацисти и е така иконска слика на една жена која што се спротивставува на таквиот начин на размислување кој што е сериозно политичко движење и какви што партии едноставно има насекаде, а елементи на нив има и во нашата земја. Нешто слично, бидејќи истата тема, пак имаме жена која што му вика на човек кој што е облечен како Адолф Хитлер и исто така е многу силна слика на жена која што се бори против таквиот шовинизам. Понатаму ова е една друга иконска слика каде што жена стои сама и се спротивставува на група неонацисти кои што парадираат, ова во Шведска. Ова исто така е многу убава слика на Сафија Кан, во еден таков настан, организиран од неонацисти во Бирмингам, каде што се спротивставува на еден маж кој што сакаше да нападне жена која што беше покриена. Исто така многу се убави сите слики, бидејќи кај сите нив може да се види упорност, може да се види пркос на лицата на тие жени, може да се види многу само увереност во тоа што го прават и како да кажам многу јасна слика за тоа што се тие и во што веруваат и за тоа дека нема дилеми дека одредени поведенија се едноставно неприфатливи за нив. Иста е оваа слика, каде што жената е приведена во протести против во однос на тие се протести против полициската бруталност и Black Lives Matter што беа во Соединетите Американски држави. Ги има насекаде и јас мислам дека иако повеќето од овие жени се жени кои што или не им ги знаеме имињата или никогаш нема да им ги запамтиме, сепак тие се вистинските херои, бидејќи тие жени кои што навистина се борат за промена во општеството. А јас сум особено горда што и ние може да се пофалиме со вакви слики и сликите од нашите жени активистки го обиколуваат светот и како што реков, некои од нив јас лично ги знам, например, Јасмина Голубовска, меѓутоа повеќето од нив лично не ги знам, а не им ги знаеме имињата, меѓутоа како што реков, нивните слики и нивното поведение, нивната протеста, и целата таа несогласување со државните политики го заобиколи светот и беше суштината и душата на тоа што на целата таа револуција која што ни се одвиваше, низ последниве години. Повеќето слики се од протестите од 2015 и 2016 година. И ќе се согласите, се прекрасни слики на жени кои што многу добро знаат што прават и зошто тоа го прават. И на крај, би сакала да кажам дека во однос на тоа, за жените да успеат во политиките кои што тие ги прават и за тие политики да бидат навистина позитивни за нивните права и за нивното унапредување, тие мора да бидат, да покажуваат компетентност во тоа, да покажуваат упорност во своето работење, меѓутоа и да бидат солидарно поддржани од сите други жени, но и од сите други слободоумни граѓани кои што знаат зошто е тоа важно и зошто е тоа суштината на едно општество. При тоа би сакала да завршам со зборовите на Медлин Олбрайт, која што вика дека во пеколот, освен тоа местото за неутралните во време на морални кризи, постои некое специјално место, за жени кои што не им помагаат на другите жени.
И за крај, значи, како што и започна овој настан, значи јас со тоа сакам да завршам дека сите ние можеме да бидеме промената која што ја посакуваме во светот, или пак можеме да бидеме една од тие жени кои што му пркозат на шовинизмот, му пркозат на конформизмот и сакаат нешто повеќе во нивните животи. Благодарам. Ви благодарам. Сега е време за прашање. Само, извинете, да појаснам нешто. Мислев како жена во политиката заради тоа што често имате коментар на сите политички случувања, па така и влијаете политички врз народот. Имаме прашања? Супер. Професорке, што мислите во наш контекст, во македонски контекст тука? Дали мислите дека е реално да се очекува оваа власт сега да се справи со огромните криминали оставени од претходната власт и она огромно осиромашување на населението, меѓутоа во исто време да постави пример и да ја зачекори Македонија од 21 век и да работи на присутност, односно да ги исполни квотите за жени во извршната власт, бидејќи сегашната ситуација не е таква, има само 3-4 жени во оваа влада. Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Јас мислам дека на Македонија и претходи многу тежак период и во однос на прашањето дали ќе успее да се справи со сите тие криминали, јас мислам дека тоа може да се направи и постојат услови тоа да се направи, иако е така и мнозинството и состојбата сепак. Меѓутоа јас сум уверена дека тоа владата сама нема да може да го направи, земајќи го предвид состојбата во сите власти, особено во судството во оваа земја. И затоа мислам дека ако некој мисли дека тоа граѓанската борба која што се одвиваше во последниве години треба сега да згасне и граѓанскиот притисок треба да олабави, мислам дека тоа не треба така да биде, веќе едноставно тоа треба да биде процес заеднички како што се дојде до промената, така и да продолжи. Каде што власта ќе ја направи својата работа, извршната власт и другите власти, граѓаните ќе ја да направат својата работа, невладиниот сектор, меѓународната заедница и сето тоа. Значи мислам дека тоа може да успее само доколку сите заедно работиме и останеме фокусирани во тоа што сакаме да го постигнеме. А во однос на жените, значи бројот на жените, значи и далеку од идеално. Меѓутоа, јас сакам уште нешто да напоменам дека не е секогаш до бројката. Работата е кои ресори ќе се даваат на жени да управуваат и колку ќе им се помогне на нив на вистина да направат работа. Веќе не е дека не сме имале жени ни во политиката, ни во властите и така натаму, меѓутоа сме виделе каква улога тие негативна може да играат или позитивна. И затоа тоа секако дека е важно и многу е важно да бидат застапени, меѓутоа многу поважно е да се поддржи нивната улога и да се направи тоа компетентно во сите сфери кои што се важни во општеството. Да? Мислам дека имав уште некое прашање во тој дел, да. Сакам да ве прашам дали сметате дека квотите за жените, за застапеноста на жените во која било од властите треба да биде како трајна реформа воведена или како некоја афирмативна акција со која што луѓето всушност би се свестиле дека не треба поќе жената како жена да гледаат, туку треба да гледаат како човек со нејзините компетенции. Таквото освестување многу е тешко да се направи, бидејќи едноставно во нашите општества многу ретко и се дава на можност на жената, освен ако тоа не е дел од некакви квоти. Ако нешто промениле тие квоти, барем го промениле значи изгледот на нашите институции, како што е на пример собранието или другите. Јас не верувам дека една таква разлика би можел да се направи без квоти, а исто така не верувам дека многу често ќе може да имаме луксус да се откажеме од квотите и да веруваме во така добрата волја и така натаму. Меѓутоа треба паралелно да се работи не само во формалното значи застапување на жените, туку и во суштинското нивно застапување и во тоа во работењето на подигнувањето на нивниот статус воопшто. Ќе може ли јас да ви поставам едно прашање со оглед на тоа што иако предавате право, сепак сигурна сум дека има студентки жени кои што можеби ќе влезат утре во политиката, што би препорачале на некоја од вашите студентки? Особено во Македонија, доколку сака да биде дел од политичката сцена. Така.
како што реков, значи вообичаено јас мислам дека 3 работи треба да ги имаат предвид. Најпрвин да работат на нивната компетентност и да не бидат значи во политиката единствено само заради квотите. Ако значи не работеле доволно во својата компетентност, тие ќе бидат во институциите, меѓутоа нема да имат многу глас, бидејќи и кога има компетентни жени е тешко значи да унапредуваат значи во сите тие води, а камоли значи ако навистина не се сигурни во тоа што го прават. Значи најпрви на компетентноста треба да работат и на упорноста во достигнувањето на нивните цели, да солидарно да се поддржат едни со други. Мислам дека е многу важно тоа да се направи. Јас ги охрабрувам, веќе студентите, вообичаено најдобрите студенти ни се жени, меѓутоа после заради сите овие ограничени можности што општеството ги дава, многу малку ги гледаме после да напредуваат во битни позиции во општеството, каде што навистина ќе се прочуе нивниот глас. Мислам дека за тоа значи тие и самите треба да се борат, меѓутоа и начинот на правење на политика мора да се смени. Благодарам. Извинете, има уште едно прашање сепак. Дали можеме да им дадеме премноште? Добро. Да, ќе бидам кратка. Како што можевме да слушнеме, квотите не секогаш овозможуваат квалитетни женски кадри. Од друга страна, постојат приврзаници на мислењето дека образованието е она кое што може, ама не нужно ќе генерира квалитетни жени. Од друга страна, ние кои што се наспроти мнението дека образованието ги генерира, велат дека треба општеството, односно политиките, да влијаат на воспитно-образовните процеси во самиот дом пред да можат луѓето, односно младите жени, да влезат во образовниот процес. Според вас, кои се тие политики кои што би можеле да влијаат на воспитно-образовниот процес? Мислам дека е многу важно ова прашање, бидејќи ние сме научени да живееме во многу конзервативни средини, каде што улогите се многу јасно поделени на тоа што се очекува од дете женско, што од дете машко, и мислам дека промената на тоа долго време ќе бара за да се направи. Меѓутоа во образовниот процес тоа може да се направи во однос на стимулирањето на двата рода, меѓутоа и во недискриминирањето на женскиот род. Веќе во нашите учебници, особено на тие од основното училиште, ќе видите многу често знаци на машки шовинизам, знаете, и знаци на дискриминација на жената, јасни, значи, и тоа е неприфатливо во едно општество кое што сака да ја унапреди жената и кое што сака да биде демократско. И тоа може да се направи со смена, значи, на тие учебници, со смената на начинот на кој што тие се пишувани. И мислам дека е многу важно прашање на кое што треба да се осврни образованието во наредниот период. Нешто друго? Ви благодарам многу за прашањата и за... Ви благодарам.